Кај илјадници пациенти кои одат на очен лекар за проверка на перде, офталмолозите случајно им откриваат и очен притисок, кој е втора причина за слепило во светот. Глаукомот е тивокрадец на видот и затоа лекарите бараат негово мерење да биде задолжителна обврска во систематските прегледи. Оваа болест на почетокот не дава никакви симптоми, може да биде решена и со хирушка интервенција. Специјалната очна болница Деница нуди бесплатни мерења на очен притисок. Пациентите се задоволни од прегледите и апелираат на редовна проверка на очите. Објавата ја видов на Facebook, ја видов објавата од очна болница Деница и одлучив да искористам да се проверам, иако немам историја со болести очни во фамилија, но сепак никогаш не е рано да се провериме, кога имаме можност. Офталмолозите од болницата Деница советуваат дека редовните очни прегледи се единствениот начин за рана детекција на болеста и нагласуваат дека глаукомот не може целосно да се излекува, но со соодветна терапија може да се зачува видот. Симптомите кога ќе се појават веќе е многу доцна, значи кога самиот пациент ќе ги примети тие симптоми е доцна, затоа што веќе имаме оштетување на видниот нерв. Тоа оштетување е трајно и, за жал, некогаш, кога не е откриено на време, може да прогредира и да дојде до губење на видот. И затоа од тука е важно, значи, да се прават редовни офталмолошки прегледи. Ја спомнавте возраста, значи секој после 40-та година обавезно е да прави офталмолошки преглед. Не се работи само за мерење на очен притисок, него комплетен офталмолошки преглед, бидејќи конкретно глаукомот сите го поврзуваат исклучиво со покачен очен притисок. Меѓутоа, глаукомот е едно комплексно заболување кое што пред се е покачен очен притисок, меѓутоа имаме глауком кога немаме очен притисок покачен, а ги имаме сите други знаци на глауком. Глаукомот е главна причина за слепило во светот, со повеќе од 64 милиони луѓе заболени и глобална преваленца од околу 4%.